Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 25-та седница на Советот на општината. Пред да го прочитам дневниот ред, ги ставам на усвојување записниците од 23-та и 24-та седница на Советот на општината. Ги имате записниците, дали има забелешки? Да гласаме еден по еден или двата заедно? Еден по еден. 23-та седница. Записникот од 23-та седница. Дали има забелешки на 23-та? Двата записници. 23-та, двата. Значи го ставам на усвојување записникот од 23-та седница. Дали има забелешки на записникот? Ако нема забелешки, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Записникот од 24-та седница. Дали го разгледавте? Има забелешки? Ако нема забелешки, истиот го ставам на гласање. Ве молам, кој е за усвојување на записникот од 24-та седница? Од минатата, Пенчо. Кој е за? Едногласно. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Разгледување на решение за запирање на објавување на пропис донесен од страна на Советот на општина Росоман. Точка 2. Извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 21.8.2019 година. 2.1. Предлог одлука за определување на паричен износ за набавка на училишен прибор за прво одделенче за учебната 2019-2020 година на подрачјето на општината. Точка 3. Извештај на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата од одржаната седница на ден 21.8.2019 година. 3.1. Предлог за донесување на заклучоци во однос на поднесени барања од правни и физички лица. Точка 4. Извештај на Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност од одржаната седница на 21.8.2019 година. 4.1. Предлог решение за давање согласност за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за воспитно образованата 2019-2020 година во јавната општинска установа Детска градинка Праскичка од Росоман. 4.2. Предлог решение за давање согласност на одлуката за исплата на надоместок на членовите на управниот одбор на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка од Росоман за присуство на седници. 4.3. Предлог решение за давање на согласност на извештајот за работата на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка од Росоман за воспитно образованата 2018-2019 година. Точка 5. Предлог за донесување на интегриран локален развоен план за општина Росоман за период 2019-2022 година. Дневниот ред го ставам на разгледување. Усвојување. Дали има дополнување, забелешки на дневниот ред? Известување во можда го ајде да не испаѓам јас. Известување за кофинансирање на општина Росоман за детска градинка. Известување. Известување на Советот. Како требаше да го изготвам. Ја го изготвяме само Да, не го подем. Учество на општина Росоман во кофинансирање за изградба на детска градинка, за реконструкција на детска градинка. Значи, како шеста точка, Финансиски извештај за финансиски извештај за кофинансирање. Чекай. За пари ли се работи? Одлука за кофинансирање? Или одлука за Ама кофинансирање? одлука мора, пошто средства се заплаќаат, мора да одлука. Предлог одлука, така? Да. Предлог одлука за кофинансирање на општина Росоман за реконструкција на детска градинка. Значи, шеста точка, предлог одлука за кофинансирање на реконструкција или доградба шо? И адаптација. Реконструкција и адаптација.
Други предлози? Дополнувања? Измени? Овање да не ред. Дополнување? Да се советнички прашања. Со советнички прашања. Она прочита. Предлогот на раководителот за финансии го ставам на усвојување кој е за овој предлог одлука за кофинансирање детската градинка да се стави на дневен ред. Кој е за предлогот на Атана Стојанов за советнички прашања како дополнителна точка на дневниот ред? Против? Воздржани? Едногласно. Целокупниот дневен ред го ставам на гласање. Ве молам кој е за усвојување на дневниот ред на дополнет со новите две точки. Едногласно. Прва точка. Разгледување на решение за запирање на објавување на пропис донесен од страна на Советот на општина Росомон. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој има разбор? Решението за запирање на објавување на прописот донесен од страна на Советот го имате сите. Со образложение зошто е тоа така. Според Законот за локална самоуправа, Може? само да го прочитам оваа четинам. Според Законот за локална самоуправа, по точка член 51 став 1, вели, ако градоначалникот смета дека прописот на Советот не е во согласно со уставот и законите, должен е во рок од 7 дена од денот на доставувањето со решение да го запре неговото објавување со кое ќе ги образложи причините за запирањето. Став 2. Советот е должен во рок од 15 дена од денот на објавување на решение од ставот 1 на овој член да го разгледа решението и да одлучи по него. Став 3. Ако Советот го потврди прописот, градоначалникот е должен да го објави и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република Македонија. Став 4. За иницијативата од ставот 3 на овој член, градоначалникот е должен да го информира Министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа. Повели Иванче, само да го прочитам законот за локална самоуправа како што е донесен. Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, почитуван колега советници, нема многу да дебатираме на оваа точка, заради тоа што пред овој совет имавме бујна расправа тука на оваа говорница, подучувани во наводници од нашето правно лице во општина Росомон, како ние не сме го знаеле правото, како сме го знаеле, како треба да се едуцираме во поглед на правото, не сме ги читале законите и така натаму и така натаму, каде што ние советниците не прифативме дел од критиките на правното лице во општина Росомон, но сакам да кажам од оваа говорница јасно и гласно дека во континуитет веќе 3 години во нашата држава, Република Македонија, не се почитува војата на народот, па така кога не се почитува војата на народот, се оде на мерка силум. И така да, референдумот во Република Македонија беше одржан и каде што беше неуспешен, и актуелната власт не успеа во тој поглед да ја испочитува војата на народот, отида кон присилно оценување на претениците во собранието на Република Македонија и обезбеди така наречено мнозинство и ги воспоставија овие, би ги кажал, директиви за спроведување, тоа е за менување на имињата во сите институции во соодветните општини. Така да, ние сега сме донесени до свршен чин, немаме право да се буниме, само можеме да климаме со главата, да негодуваме, но ние сега донесена е тука на дневен ред
се расправаме, кавгите се нон-стоп, но немаме сила и моќ да нешто минуваме. Така да, додека трае ова точка на дневниот ред од ова седница на Советот на општина Росоман, јас нема да присуствувам во понатамошна дискусија, че испадам од овој совет и ќе молам председателот откако ќе заврши оваа точка да ме повика за следната точка. Благодарам. Почитувани дами и господа, значи дневниот ред е пред мене овдека и точката под реден број 1 разгледување на решение за запирање на објавување на пропис донесен од страна на Советот на општина Росоман. Малку ми е нелогично или пак логично само да разгледам. Значи јас го разгледав, право на градоначалникот е да даден пропис кој го донел Советот на општина Росоман да не се согласува со него и да не го подпише. Што понатаму, јас не знам, мислам, со тоа едноставно не можам да одам против волјата на градоначалникот, тој одлучил така, смета дека во моментот, дека така треба да постапи, и тука го разгледав, добро е. Не знам, мислам ми е нелогично, значи, разгледување, ќе го разгледаме, значи, дали што понатаму, треба ли да донесеме нешто, заклучок, не заклучок, значи не е наведено и носење на некој пропис, да речеме, понатаму. Не, мислам, не сакам да го спорам актот кој го донел градоначалникот, бидејќи тој смета, значи тој дека во овој момент треба овој пропис да го сопри, да не оди во службен гласник на општина Росоман. Тоа е тоа. Образложението го дадов од Законот за локална самоуправа, значи член 51. Токму тоа, не ми јасно што произлегува од тоа, Според Законот за локална Добро самоуправа разгледување и што се е друго? Ма јас ги прочитав членовите и Добро, ти ги прочитам. Го разгледуваме. Еве го разгледуваме. Што треба да донесеме? Ето повторно да гласите за согласност. Значи тоа е закон. Треба да го поставите вие од кога ќе го прописот на градоначалникот, од кога ќе го дадете во службен гласник на општина Росоман, тогаш ќе ја поновите поставката овдека. Ама објавено се е запазено тоа. У закон за локална Тогаш треба да ставите врз основа на решението за запирање на објавување на пропис донесен од страна на градоначалникот, така и така. Да, ја поставуваме, значи треба да донесете одлука, треба да донесете ова и така натаму како точка на дневен ред. Вие, мислам, вие барате разгледување, но не обврзувате нешто што ние да направиме во конкретно. Законот обврзува, законот. Ама во ред, вие позиционирате се како точка на дневниот ред, за да ние после се произнесеме. Законот за локална самоуправа точно стои. Советот е должен кога ќе се запре говорете, да го разгледа и да одлучи по него. Законот ви стои. Не да одлучите. Го прифаќате тоа на градоначалникот, Дали не го може, прифаќате. дали може да стои разгледување на решение за запирање и носење на одлука, на повторна одлука, нова одлука, значи нешто да се докомплетира. Не да се докомплетира, тоа е баца. Законот е така, Не да стои да го Мислам актот дневниот ред тука и така да... точно стои, се цитира законот, не треба ништо значи. Да го разгледа и да одлучи по него. И да одлучи по него. Значи одлучувате, го прифаќате тоа на градоначалникот, не го прифаќате, тоа е вашата врска. Треба да го познавате закон сега. Иванче се лутеам се, што да ви прави? Не знам како да ви објаснам. Значи тоа е тоа. Првиот дел е на градоначалникот го направил тоа што го направил, вториот дел е за вас. Советот да го разгледа и да одлучи по него. Убаво за законот вели, Советот е должен во рок од 15 дена од денот шо, објавување на решението, остави еден овој член да го разгледа решението и да одлучи по него, значи конкретно. Васе, значи, Пенчо, само да се слушам. Значи, ние можеме да одлучиме по решението на градоначалникот, а не и по
барањето за промена на статутарна, односно за статутарната одлука. Ама тоа е предметот. Ние предметот сега градоначалникот тука убаво си навел во ситуацијава каде е ситуацијата. Еве овде. Образложил, дека го запира. Да. Ќе го согласуваме, дали согласуваме, може да не се. Или не, па да, тоа. Да, Може да, да не се согласите. Да. Значи, Може да не се согласите, мисля, че преди Исто да може. Јас Исто така, треба да се дополни. Значи, Може да се да, надолу. да, значи одлука, значи да донесете одлука врз основа на решението. Значи да ни поеде Па одлука врз наставно основа на решението појаснување што нас. дадат градоначалникот. Разгледување и усвојување и Готово, завршивме, да не напрегуваме, Мало предно ќе ставиме вишува, срещу. да го разгледа решението и медиум. да одлучи по него. Да го разгледа решението и да одлучи по него. Че он ви го врача повторно, треба да го разгледате. Че го прифаните тоа, не го прифачите. Значи, не знам защо не е ясно тук. Тоа е. Ако го прифаните, значи давате съгласие. Ако да, Ако вие не го прихватите сега, ова решение, јас сум должен вашата одлука да ја објавам. Ама истовремено и да поведам иницијатива до до Уставен суд. Уставен суд. За И Уставен суд да отлучи и Министерството на околна самоуправа да се действат. Защото ще преземе Министерството после това е друга процедура. Значи, Више сме били па ништо. ама, значи, Само одлагаме. нема причина, значи, не почитување на уставот. Тоа е тоа, значи, по својство на служби на лица ви сте сега. Не сте ви како мислите, политички или ваки, сте во својство на членови на совет избрани, мора да почитувајте уставот. Значи, тоа е тоа. се не опнува спечатка. Значи сега- Ама чути ми капички, а тука... не така. Шо не така? А, Че ја тоа ќе се живи. значи- Така е, шо? Поради информацијата дека Народ е, органата не е народ. веќе Вече сменет, не смене, точно сега сега беше. се Ама, работи значи, за е, промена на Се работа за статутот на Вика. статутарната одлука на Кој испада од тук беше кога ќе биде пречен на северно? Шо прави? Гледа само да помине. Тој најде максимум. Не се прочитува ништо што ќе ја е 30. Почитувани, значи врз основа на насоките кои биле дадени од владата на Република Македонија и врз основа на иницијативата, односно на одлучноста на директорот на детската градинка Раскичка, без согласност да го промени, значи печатот на институцијата, и предлагам и понатамо, значи да си продолжи по истата постапка и да изврши промена во статутот, без овдека ние да, нели, правиме тензии, бидејќи би гласале позитивно или негативно во врска на решението или на она претходното како, значи, за промена на статутарната одлука, нам гласачите би ни забележале, бидејќи поготово ние, односно мојата политичка партија, која е десно ориентирана политичка партија и која има своја платформа и нели видик за државата, почитувајќи ги вредностите, името, традицијата, наследството и така натаму, значи најдобро е директорот да си продолжи, сам да си промени статутот и да нам не остави настана во врска со оваа точка. Благодарам. Не можете да се значи не ги манипулираме. Основач на градинката и мора да дадиме Одлуката ева градинката се е сменила. Да. Управена сменил, само ви треба да дадете Дека согласност. практикува се смени статут. Почитувани советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани, се работи за одлука донесена од минатата седница за промена на печатот на детската градинка, меѓутоа тоа е воспротивно со Уставот на Република Македонија, во образложението тоа е добро дадено. И сега е на вас, вие оваа решение или да го поддржите или да не го поддржите. Понатаму си по тој постапка како ние ќе постапиме. Значи треба да работиме да го почитуваме Уставот на Република Македонија. Ова тука што е направено решение е согласно Уставот на Република Македонија во консултација со Министерство за правда и Министерство за труд и социјал. Дали друг разговор?
седмицата. Ја напуштате ли во врска со целосно? Не, само... Не, само за ова точка. Само за ова точка, да. Што? И што е? Кој што кажеш? Северна Македонија. Ги поделете се. Значи, илузорно е да правиме муабет сега за нешто што ние, мала општина со 3-4 жители. Океј, продолжи дале, ајде. Продолжи се. Ето како да постапам по оваа точка, зашто се ова? Ништо председател. Нема говори. Почитувани советници, почитувани граѓани, еве, мислам, бидејќи еден дел од советниците не се слагаат со оваа решение и го бойкотираат овој дел од советот, ние ќе постапиме согласно законот, односно согласно уставот и директорот во соработка со управниот одбор, бидејќи управниот одбор е донел таа одлука, ќе постапи онака како што веќе одлучили. Благодарам. Што ќе продолжиш, немаш кворум. Как ќе продолжиш? Цела седница се запира сега. Па се запира како? Да му кажа, викнете ми после оваа точка. Викнете ми се, како сак ти прави, пазари се. Добро Е е. сериозна работа. Прекинја се, не сте све. Пауза. Не пауза. Пауза. Почитувани, со оглед на тоа дека изгубивме многу време во врска со оваа точка и на повидок не се гледа решение, но и за понатамошни консултации со нашите стручни и компетентни лица во нашите политички партии, од кои сме и фактички предложени, односно од граѓаните избрани, барам координаторите на советничките групи да се состанеме за 2-3 минути, да ја се исконтактираме, да се искоординираме, да видиме што понатаму со оваа точка. Со оглед на тоа, дека сега во моментот за ваква крупна одлука не би можеле да се произнесеме, а се со цел да не сносиме и некои правни последици кои во иднина би следувале. Дали ќе има правни последици и доколку има, да не ги сносиме тие, значи камерата за едно 2-3 минути нека застане, да се искоординираме и да испаднеме со став овдека. Тоа никој не може да го гарантира. Да. Дали ќе има правни последици? Не. Правни Да. последици Благодарам. Помен. Пауза. Го заклучувам претресот по однос на првата точка и точката ја става на гласање. Кој е за? Ајде, кој е за? Кој е за усвојување? Кој? Прописот донесен од страна на градоначалникот. Да, да. Кој е за усвојување решението донесено од страна на градоначалникот? Ајде, имате разлика. За. Констатирам дека Советот го усвои решението на градоначалникот. Знаете ли што може да се спада да... Ма ја ти знам за тоа правам глупост. Види херои. Ај, оди, на кој не учиш? Ајде. Ма знам да устава. Знам ја што јас повторам, дај се разберем пред да после седмица. И Да дојдем на пешки. Може да се разбереш. Натава се повикува. Дали се ќе се прави, значи да правиме говор. Можеш и камерата ми Али камерата ми фати дека сте тука кој е за. Да продолжиме понатаму. Втора точка. Јачка да дај ми се, брате. Кап чим изгласам? Слушај, пак да ви кажам, Влад, натаму мощна работа, че се удари от глава. Значи, вие нямате храброст да чуете как се прави Влада тук. Значи, Ако, десети можете да продолжим седмицата. Тоа не е спорува да бидеме истедниот Тоа не е спорува да бидеме истедниот пат советници. Може би или... Втора точка. Лазар, твоето политично. Не, окей, председател, си Неколку говорите, години не продолжавай. учествуваш во парламент. Втора точка на дневниот ред. Извештај на Комисијата за финансии и бюджет од одржаната седница на ден 21.8.
2019. Избавяме Помолам се. председател. Не ме моля одмah. Не е битно. Чути тама. Не ръчки се. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани медиуми, Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 21.8.2019 година до Советот на општина Росуман го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 3 члена и градоначалникот на општина Росуман и раководителот на оделението за финансии во општина Росуман. На дневен ред на оваа седница беше утврдена една дневна точка, и тоа: Предлог одлука за определување на паричен износ за набавка на училишен прибор за првооделенче во учебната 2019-2020 година на подрачјето на општина Росуман. По даденото појаснување од страна на градоначалникот на општина Росуман во однос на потребата за донесување на оваа одлука, комисијата едногласно предлага Советот да ја донесе предложената одлука во форма како што е доставена. Комисијата предлага Советот да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Отворам претрес по оваа точка, да ли некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес точка да ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог одлуката за определување на паричен износ за прво оделение за учебната 2019-2020? Констатирам дека Советот едногласно ја усвои. 2.1. Това беше извършено. Точка 3. Извештај на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата од одржаната седница на 21.8.2019. На седницата на комисијата присуствуваа сите членови на комисијата, присутен беше и градоначалникот на општина Росуман. На дневен ред за оваа седница на комисијата беше утврдена една точка во однос на која комисијата расправаше и во однос на кои своите ставови и предлози ги доставува до Советот на општина Росуман во понатамошна постапка. Точка 1. Разгледување на барање. Во однос на барањето број 03.339/1 од 28.6.2019 година, поднесено од страна на Стефан Блажевски од Скопје, со кое бара согласност за утврдување на правниот статус на објектот изграден во рамките на фабриката за преработка на овошје и зеличук Роско од Росуман, легализација, бидејќи истата е изградена на дел од земјиште кој е во собственост на општина Росуман. По спроведената расправа, комисијата едногласно зададе став со која предлага Советот да донесе заклучок со кој се дава начална согласност за легализација на објектот, но истата ќе биде дадена по регулирање на меѓусебните правни односи помеѓу барателот и општината, а во делот на статусот на земјиштето, како и барателот да го прецизира барањето во однос на начинот на регулирање на статусот на земјиштето со кое е во собственост на општина Росуман. Точка 1/2 во однос на барањето 08.424/1 од 09.8.2019 година, поднесено од страна на Дојал Агрозимак Фруит од Росуман, со кое бара да се донесе одлука дали општина Росуман има интерес за простор за кванташки пазар. По спроведената расправа, комисијата едногласно зададе став со која предлага Советот да донесе заклучок, со која ќе го извести барателот да го прецизира барањето во дел што конкретно бара и да се извести дека ЈПКД Росуман од Росуман е регистрирано за вршење на дејност за пазари на големо и дека таа комунална дејност и дејност на комуналното предпријатие. Комисијата предлага Советот да го усвои овој извештај во целост. Отварам претрес по оваа точка, да ли некој бара збор? Да, првата точка 1.1. Да ли некој бара збор? Чиста ситуација, мислам, тие се. Ова е Стефан Блажевски, собственик ли? Он води постапката за легализација, Јован Чешко. Значи, он води барањата, он ги тера, мислам, кај нас тоа овде. И сега тука не идуе на проблем, кај што земјиштето согласно мора, ако е на РМ земјиштето, се легализира, нема проблем. Ама ако е на собственост и на физичко лице, мора согласно. И тоа е. Значи, мора да го регулира прво на еден начин, на кој начин се регулира тие дамото. Тоа е земјиште, колку квадрати, како и што е да се го откука.
И че да му даде така бланко да се регулизира, после е проблем. Не, па тоа рекомендуваме да имаме право да Значи и второто за трајче чимента ваше, мислам, че Не дай ми глас. Точка по точка. Точка по точка. Ајде, точка по точка. Значи, одиме прво 3.1. Барањето поднесено од страна на Стефан Блажевски од Скопје. Комисијата предлага да донесе заклучок со кој се дава начелна согласност за легализација на објектот, но истата ќе биде дадена по регулирање на меѓусебните правни односи помеѓу барателот и општина Росома во делот на статусот на земјиштето. А и бара да се прецизира барањето. Кој за усвојување е предлогот на комисијата? Бараш збори или гласажот? Не, гласам. За. Кој е за усвојување на предлогот на комисијата? Едно гласо. 9 за. 3.2. Однос на барање 08-424/1 од 9.8 доел Агрозима Фруит. Отворам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Почитувани, че ја почитувам, значи, одлуката овдека на комисијата, со оглед дека комисијата бара прецизирање на барањето и од кога ќе се изврши корекција, значи, на барањето, ќе се произнесиме во врска со него, но да ја искористам приликата одговорница овдека, да напоменам дека и текако е потребно во Росоман да постои кванташки пазар. Значи, во изминативе неколку години во претходниот состав на Советот, на низа пати дебатиравме, одредувавме локации од едно на друго место, од Стопанскиот двор на Душан Чирич до асфалтираната улица кај Скок Трейд, но до ден денеска не успеавме ништо и покрај тоа што нашето комунално предпријатие има регистрирана дејност, значи, за вршење на пазар, односно за пазар на голем. Од овдека, од оваа говорница, апелирам и врз основа на забелешките и наводите кои што моментално ги гледаме на привремениот, така наречен, кванташки пазар, каде што е преплавен со пластични шишиња, кеси, отпадоци и ред други работи, кои што во нормално или во легално изграден кванташки пазар, таквата гледка нема да биде гледка, него ќе ги има сите неопходни потреби од санитарна вода, од технолошка вода, од и други пропратни елементи кои што се составен дел на еден таков пазар. Доколку, значи, овој апел не го слушне комуналното предпријатие, односно директорот на комуналното предпријатие не размисли во таа насока, значи, во иднина ќе бидеме приморани, значи, да поддржуваме приватни иницијативи, се со цел да се надмине досегашната практика, која што и текако не е добра. Тоа е мојата забелешка. За во иднина сметам дека директорот на комуналното предпријатие посериозно ќе се занимава со овој проблем. Дали е разбор? Бидејќи никој нема разбор, го заклучувам претресот, точка да става на гласање. Кој е за усвојување на заклучокот од комисијата со кој ќе се изјасни барателот да го прецизира барањето во делот што конкретно бара? Кој е за усвојување на извештајот од комисијата? Значи, да се предизвести кој е за усвојување на мислењето на комисијата? Не обширува за, значи, против. За тоа така погледате, извинете. Точка 4. Извештај на Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност од одржаната седница на ден 21.8.2019 година. На
седницата на комисијата присуствуваа 4 члена на комисијата, а присутен беше и градоначалникот на општина Росомон. А на дневен ред на седницата на комисијата беа утврдени 3 точки во однос на кои комисијата расправаше и во однос на кои својот став и предлог го доставува до Советот во понатамошна постапка. Точка 1. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за воспитно-образовната 2019-2020 година во детската градинка Праскичка од Росомон, донесена од страна на управниот одбор. По спроведената расправа, комисијата едногласно зазеде став со кој предлага Советот да ја даде бараната согласност. Точка 2. Предлог решение за давање согласност на одлуката за исплата на надоместок на членовите на управниот одбор на детска градинка Праскичка од Росомон за присуство на седници донесена од страна на управниот одбор. По спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за и 1 воздржан предлага Советот да ја даде бараната согласност. Точка 3. Во однос на оваа точка, предлог решение за давање на согласност на извештајот за работата на јавната општинска установа детска градинка Праскичка од Росомон за воспитно-образовната 2018-2019 година. По спроведената расправа, комисијата едногласно зазеде став со кој предлага Советот да ја даде бараната согласност. Комисијата предлага Советот на општина Росомон да го усвои овој извештај во целост. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? 3, точка 1. Предлог решение за давање согласност за зголемување на бројот на деца по воспитни групи во образовната 2019-2020 година. Почитувани, затоа што се работи за најсензитивната група на луѓе во општина Росомон, на тоа се малите дечиња. Ќе го искористам присуството на актуелниот директор на нашата градинка Праскичка и ќе поставам неколку прашања, па се надевам дека ќе ми одговори. Проширување на воспитните групи, дали се во тоа проширување на деца е направено врз основа на некои критериуми и доколку деца е дозволено. Значи таму мислам дека има според некои нормативи колку максимум може да изнесува една група согласно со законот и дали ова нова училница, продолжете кој е тука овде, како што прочитав во материјалите кои ни беа доставени на увид, видовме дека таму ќе ви биде сместена најмалата група на дечиња. И јас би те советувал, уште одма, како одговорно лице, да си направиш реорганизација во таа училница да ги сместиш најголемите дечиња, затоа што знаеме дека таа училница или како би ја нарекол просторија во градинката кај што бидат сместени дечињата граничи со амбулантата, а знаеме дека во амбулантата секојдневно влегуваат разни лица со пренесливи болести. Затоа што физички е многу блиско, би кажал дека таму треба да бидат стационирани дечињата со од 4 до 6 години. Тоа е моје лично мислење, не знам дали ќе го прифатиш како сугестија или не знам кој одлучи како така да биде. Па ще молам да се произнесеш на овие. Ова последното прашање е поставено од неколку граѓани деновиве кога шетав 7 и прашуваат. Во однос на првата точка за нормативот е надминат секако, ама бидејќи имаме согласност од Советот уште на самото формирање на градинката, кога беше со капацитет за 50 деца, ние имаме согласност од тогашниот Совет за проширување на капацитетот. Сега конкретно барањето се однесува за преадаптацијата на новиот простор, ќе биде зголемен капацитетот, заради тоа ви е сега доставено барањето на Совет. Не знаеме колку деца, ќе видиме колку ќе ни дозволат од страна на Министерството, го чекаме решението за 2-3-4 дена треба да стигне. Се одлучи да бидат најмалите деца заради храната, заради транспортот на храната, заради тоа што малите деца јадат
значително многу помалку му треба на нив, за разлика од големите, треба за секое дете да има, мислам, тај ќе би била и поголема групата, ама и мора да има, мислам, мора да има простор, треба да има трпезарија, а ние немаме услови таму за трпезарија, заради тоа се одлучи, нема простор. Заради тоа се одлучи да биде најмала таа група, заради тоа што е проблем од храната, транспортот на храната, што треба да се пренесува од овиот објект на другиот објект. Многу е полесно да се пренесе помалку отколку повеќе. Јас уште еднаш би те советувал да размислувате на таа тема. Подобро е дечиња да додат до местата, најголемите групи да се сместите таму, а најмалата да си остане како што е сега таму. Не знам колку е тоа. Поголеми дечиња, поголеми. Заради тоа што и зимски услови идат, нели, нема да биде нонстоп цело време топло, треба да се размислува дали родителите би се согласиле на такво нешто, да правиме транспорт од едниот крај на другиот. Реченико нема разбор кој вклучува предрасот и предлог решение за давање согласност на зборување на брадеца по воспитни групи за воспитно образование 2019-2020 година Густаво Пасен. Кој е за? Против? Воздржани? 6 за, 3 против. 4.2 предлог решение за давање согласност на одлуката за исплата на надоместок на членовите на управниот одбор на детска градинка Праскичка, односно за присуство на седници. Реченицата ќе започнам со една позната македонска изрека за некој мајка, за некој мачева. Значи не знам со кое право и која е идејата на тие членови во управниот одбор во детската праскичка градинка да му се исплачи на доместок, затоа што лично познавам луѓе кои имаат желба да бидат членови во тој управен одбор, а да не земаат некој дополнителен надоместок. Како што знам, и во основното училиште Пере Тошев, каде што работата е во поголем обем и се дискутираат по сензитивни прашања и теми, и таму исто управниот одбор не му се исплаќаат дополнителни средства за присуство на тој училишен одбор. Заради тоа што се двете институции од јавен карактер, зошто да имат привилегијата во Праскичка да му се исплача, а во основното училиште да не се исплача. Значи, вие директорке, како предводник на таа институција, дадете еден предлог, доколку не сакаат актуелните членови во управниот одбор да присуствуваат без надоместок, нека си дадат оставка. Има родители каде што сакаат да присуствуваат без надоместок. Ја за оваа точка ќе гласам јавно против. Вак сега, во претходниот закон немаше точно прецизирано дека членовите на управен одбор можат да земаат надомек за присуство на седници. Сега во новиот закон си пише дека членовите на управниот одбор дека може да земат и нивниот износ може да изнесува да не надминува над 1000 денари ако даде согласно советот. Заради тоа и точката е доставена до советот, па вие како ќе решите така? Може да не си. Штуване малку поддалекосежно гледам јас, од аспект на тоа дека премногу, значи политиката уште мада и сега, и сегашните представници, дел од представниците во управниот одбор се од политичките партии. Меѓутоа, на некој начин постојат отстапки каде што кога се работи за квалитет, па таквите членови ги поддржуваме. И кога дадена символична сума, односно ваква символика му дадеш на некој, ќе го подмами и автоматски ќе почнеме да размислуваме партиски, да форсираме дадени личности, а дали се компетентни или не се компетентни, односно дали можат да носат добри одлуки во тој управен одбор, е знак прашалник. Значи, се со цел
да ја надминеме, значи да го надминеме тој проблем кој би можел да настани и да се насочиме кон квалитетни кадри, не само во детската градинка, во управниот одбор, него и воопшто ке сите. Ваквите одлуки да не ги поддржуваме, бидејќи, нели, ќе се сочиме со овој проблем што го спомнав, да. Јас ќе бидам исто така во моментов против, бидејќи имаме институција каде што со поголем обем на работа, во основното училиште и таму веќе имаме и објективни трошоци каде што луѓето доаѓаат и од Кадарци. Значи не добиваат никаков надоместок, така да ќе бидам против ова. Благодарам. Бидејќи никој не го разбор, го започнува претресот и точка да ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог решението за давање согласност на одлуката за исплата на надоместок на членовите на управниот одбор на детска градинка Крстичка? Кој е за? Против? Воздржани? 20 воздржани, 20 за и 4 против. Констатирам дека членот не го усвои. 20? Да, воздржани. Воздржани, 4 против. 4.3. Предлог решение за давање на согласност на извештајот за работа на јавната општинска установа детска градинка Крстичка од Росман за воспитно-образовната 2018-2019 година. Отварам претрес по оваа точка, дали веќе бара збор? За кратко. Почитувани во врска со оваа точка, односно за годишниот извештај, имам некои мали забелешки. Значи, во годишниот извештај не се сомневам дека дел од наведените работи се добри и во целост изведени, меѓутоа дека толку работите како што се напишани овдека дека е така, значи секојаш треба да бидеме скромни и во начинот на она што е добро изработено, да видиме како ќе го опишеме во годишниот извештај овдека. Значи, постојат такви квалификации или епитети на многу добро, на примена, дека на вистина така ќе испадне дека ова нашата градинка е најидеална и најдобра во Европа и во светот, да. Но тоа не значи дека ние не треба да се трудиме во иднина на вистина нашата градинка да представува, значи, еден пример, добар пример и добро искуство. Би сакал да речеме при опишувањето на дадени работи, кога се мисли, го спомнувате зборот научни методи, зборот иновации, зборот, значи, во дадена област малку и појаснување да дадеме, да видиме, ние да опипаме што всушност се применето во самата градинка. Дека функционалниот простор овдека кажувате дека е многу добар, значи испаѓа дека една контрадикторност од самиот факт дека капацитетот на градинката е за 50, а имаме сместено 87 и не би се сложил дека е простор. Значи, ќе наведеме во извештајот дека заради зголемениот број на дечиња кои се примени, функционалниот простор не задоволува. Значи, имаме ние дека многу добар, дека е многу добар. Значи, да бидеме во склад она што е реалносот. Имаме табеларен преглед овдека, кажува едно, а во теоретскиот дел, односно во писмениот дел овдека, пишува сосем друго. И сега, повторно околу таа дворна површина, значи конкретно за годишниот извештај, значи објектот располага со голема дворна површина. И истото како и претходно што дадов забелешка, не се сложувам со тоа. Ворете дека е уредено со некои детски играчки и во иднина да се настојува да се изгради платформа, потполно погрешно, значи пред се да направите анализа, да се изанализират просторните услови, па дали е можно простор да не се ускрати на децето, и пред се, значи покрај овие наведени работи за психомоторниот развиток на детето, тука треба да обрнеме внимание и на физичкиот развој, кај што повеќе треба да мислиме, еве,
Тоа го најавуваат и горе во Министерството за труд и социјална политика, каде што поголемо внимание се посветува во таа насока, дека и наставници по, можеби, или има веќе во дадени детски градинки наставници по физичко образование, каде што уште од мали децата ќе ги насочува за правилен физички развој, нели, кондиционо, телесно и така натаму и така натаму. И сега надвор од годишниот извештај, во една тука паушална изјава од луѓето, сосема ќе бидам против доградба, изградба и ускратување на таа дворна површина на детската градинка тука во овој простор, бидејќи се со цел сето ова што го произнесов да не се наруши и да не им се ускрати на децата. Доколку во иднина, вие како раководно лице бидете понатаму, значи ви апелирам да размислувате заедно во соработка со градоначалникот да се изнајдат, значи, поидеални решенија кои што, значи, ќе бидат се во интерес и на децата и на околината, а и ние советниците да можеме да го поддржиме таквата одлука. Благодарам. Да, не друга разбор. Бидејќи никој не го разбор, го започнувам сретност и предлогот за предлог решение за давање согласност на извештај за работа на детска градинка Прасковичко од Росуман, го ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлогот на извештајот? Против? Воздржани? Констатирам дека Советот со 6 гласа за и 3 воздржани го усвои извештај. Точка 5. Предлог за донесување на интегриран локален развоен план за општина Росуман за период 2019-2022 година. Отварам предлез ова точка, да не веќе збор. Да не сум дали одговорница, значи јас оглед на тоа дека ми беше ускратена можноста за материјалот, интернетот нешто не е во ред и не бе во состојба да го разгледам. Па барам едно појаснување од компетентно лице за поврска со овој план. Може да викнете кој го спремава? Ѓоки. Може Ѓоки. Хвала, че да ги Слушай, Пина да дијалови, слушай, многу прецизен си, так, ще се случува, се спрема. Благо си ја. Ти душиш благо. Видува, не е проблем, готово. Можеме одме. Може да дошли. Може. Што нуде е Ригон? Следниот предлог него е забелешка од Натана Стојанов, затоа што на интернет не може да ги чита материјалите. Моментално нема интернет. Моментално нема интернет, бара објаснување. Па пошто се разгледало проектот 3, Цело. образложение кратко, значи што се држава. Вака, почитувани советници, локалниот план за интегриран инклузивен развој е изработен од Програмата за развој на Обединетите нации, преку проектот за унапредување на општинското владење. Овој проект е финансиран од Европската унија. Во една општина Росуман преку UNDP обезбеди два механизми за помош од UNDP за овој проект, од кои едното е изработка на овој план, додека другиот дел е грант од 26.000 евра наменет за купување на возилото кое го имаме камионот за смет. Општина Росуман, знаете и вие, се донесе одлука за кофинансирање на овој проект од 20.000 евра или 1.250.000 денара. Проектот е изработен, планот е нешто како порано што беше стратегија за локален економски развој, бидејќи при секоја апликација ние која аплицираме во било кој донатор, мораме да се отповикаме преку некоја наша стратегија или преку некој наш план.
Овие план е направен така општо, за да можеме секој проект кој ќе аплицираме во иднина, за да можеме да се фокусираме на овој план. Конкретно да наведете нешто опфатено е се конкретно Да. на овој план. Конкретно внатре објаснето јас можам... Дека нешто има испуштено во тој план за да... Не е испуштен затоа што е правен од двајца експерти, од кој едниот е меѓународен од Хрватска Ивана Легиња, меѓународен експерт за инклузивен развој, и од Борче Треновски, национален експерт за исто инклузивен развој. Јас доколку сакате би го испринтал кој кога и да сака, кој ќе го донесеме, ќе го поделам исто испринтано, ќе го иштампаме. Во кратки црти нешто приоритети? Што е? Во кратки црти баш и нема да може некаде околу 25 проекти се, баш еве го имаме. Барете, че... Јас сум Тош Џоге. Почитувани колеги советници, почитувани градоначалник, почитувани медиуми. Значи, програмата, луѓето што напишале, стварно свакам на час. Ама јас не се слагам во програмата на некои, на две точки, точката по точка 3. Значи, во целост другото е се во ред. Ама многу сите сте го напишале тоа за изработка на отпад, на комунална инфраструктура, каде што треба да се гради депонија за отпад, регионална депонија за отпад во општина Росоман. Многу сите мала требало поголемо за да можат луѓе да го видат. Тоа не знам кој ви рекол да го напише така, на 2 месеца така помалку ви е ставено во програмата. Дали за да не го видиме ние советниците. Значи, јас и прошлиот пат, минатиот градоначалник кога беше, гласав против таа депонија во општина Росоман и сега ќе гласам против. Значи, јас планирам да живеам тука во оваа општина, а регионална депонија во општина Росоман, кој ќе гласа, ќе мора да чека некој нов совет да дојде. Благодарам. Допълнение да гласуваме. Програма, значи гласуваме за това. Това програма е Дали некој нема разбор? За депонијата е одлуката има на совет. Бидејќи никој нема разбор, кој започува пријателство. Чекай сега да малку само да дозволите. Само. Дека стратегии не знам дали може да го употребиме зборот стратегија, бидејќи се работи за пократок временски период. Обично стратешките планови се работат за повеќе години, повеќе годишни, нели, стратегија за повеќе години. Но ете едно мало појаснување овдека пред граѓаните и да не влеземе во заблуда. Ристе, значи ова е нешто планирашно, кога ќе дојде, значи сите сме против регионалната депонија и тоа нема да го дозволиме, барем додека ние сме советници овдека, односно додека сум јас, нема да дадам поддршка за таква одлука. Мораме да ја со оглед на произнесувањето на советникот од локалниот економски развој, значи мораме да имаме вакви документи, се со цел да можеме да при аплицирање да не дојдеме во ситуација да нешто вакво треба, а ние да не можеме да ја постигнеме бараната цел. Од тој аспект и од таа гледна точка да го поддржиме, значи, овој план, но кога ќе дојде и прашање дали ќе дојде таа точка на дневен ред за регионалната депонија, апелирам сите да бидеме против, се со цел да не му дадеме друга символика на општина Росоман, туку за едно, како да кажам, во насока на земјоделието. Да. Благодарам. Јас се слагам со колегата данас, ама во оваа програма сега кога неќе донесеме по програма, нека го избришат тие термин, дека се дозволува во таа програма се гради регионална депонија во Вадарски плански регион и ќе изгласаме и ќе поддржиме целосно програмата. Иначе вака нема да гласам, не ја гласам вака јас. За мене ва чим влегува више во записникот дека се донесила ваква одлука, за мене значи дека нисте му дали више правец и дозвола за некоја изградба.
А не сте му дали, сте му дали? Не. Не знам да е така. Почитувани советници, во врска со стратешкиот интегриран план, само сакам да ви појаснам, односно да го потврдам оноа што Ѓорѓи рече, мислам секоја установа, секоја куќа мора да има некој план како ќе се работи натаму, стратешки план или некое размислување. Ние мора и во тој правец да размислуваме дека бидејќи денеска моменталната состојба не е онаква каква што е во врска со собирањето и однесувањето на сметот, мора да размислуваме и малку подалеку. Една од опциите и која што е регионалната за Вардарски, меѓутоа дека таа ќе функционира, за да функционира тоа рековме дека тоа се решава со донесување на одлука за лоцирање на регионална депонија. Ние таква предлог одлука до сега на Совет немаме доставено, иако има и такви размислувања. Меѓутоа, сепак, лоцирањето на регионалната депонија ќе биде ваша одлука. Не размислува секој така, јас лично размислувам дека можеби таквите депонии од таков вид веќе расправавме, знаете вие, беше тука советник од Министерството за животна средина, ги образложи, мислам, предностите на таквата регионална депонија. Во светот тоа е тренд, дали ние тука ќе го реализираме или нема да го реализираме, тоа зависи сепак најмногу од вашето размислување. А за потребата од ваков план, тоа се подразбира дека може, бидејќи при аплицирање на било кој проект до одредени институции, мора да се повикате на една ваква еден стратешки интегриран план, конкретно за овие потреби, тоа се пред се институциите кои се лоцирани во Македонија, а се UNDP, Светска банка и така натаму и така натаму. Многу сладкоречливо кажано, и во тој стил и јас ќе кажам така сладкоречиво, затоа што зборот предлог за донесување на интегрален локален развоен план ќе го искористам во целост и ние како советници имаме право на предлог. Еве, во целост го поддржувам нашиот советник Ристе Јошев, затоа што старите викат подобро спречи него лечи. Уште на стартот тие зборови што не иритираа така, освен нас, мнозинството од советници и поголема група на граѓани, можеби по слободна проценка би рекол 80% од населението се негативно се изразува кон таа регионална депонија, современа депонија, каде што била по сите светски нормативи, каде што 75 лица ќе се вработеле во таа депонија и општина Росоман ќе имала бенефит. Па еве, јас во целост го поддржувам Ристе Јошев и тоа што било напишено со ситни буквички, да го извадиме и како таква да ја дадеме на гласање и да овој предлог да помине во гласање. Значи, нашиот предлог на Ристе Јошев и мојот е ист, можеби на другите колеги советници, е да се изземе таа именка регионална депонија. Благодарам. Јас пак ќе поставам само едно прашање. Дали може да се изземе тоа од проектот, од предлогот тоа? Да, може да се изземе, но пишувано е 40 таму негде немаме проекти кај што се наведени и пишувани се така за да можеме што и да конкурираме во иднина, да можеме се подкрепиме на некој дел од проектот.
пример, конкурираме за да изградиме, не знам, да оградиме депонијата, мораме да конкурираме со некој дел од проектче таму што е за реконструкција на депонијата. Не значи дека таа би била баш така регионална. Но доколку мислите дека треба да се одземе, може да се одземе, нема проблем. Заклучко, без да се иземе Ја тоа. предлог да се иззема оваа точка од дневен ред, нека да се достави измената таква. Да не се заклучок, значи не може да иземе точка на дневен ред. Кој е за предлогот на Јованче Још? Предлогот да се избрише тој период, да се даде Ќе повод. се че не се достават новите материјали во тврда копија на сите, во чишена форма, тоа ще поставиме во глас. Може се заклучко. Без таа замисла. Со таа не важи чекај. Ако стои тоа така, ничего не важи, мора да биде изедено. Нека оде кој е за предлогот на Јованче Јошев, да видим, да. И потоа, од кој ќе изврши корекција, ќе да остава, да. Повторно Да се разбираме. пакнете разбираме с тебе. Сега да кажа сега. Да за тргне изградба на комунална депонија. Значи, они ќе преработат. Да, и да се тргне од двете места ќе Рече што дојде да гласаме, толку не ќе изгласаме. Значи и на следната седмица Да, изгласаме. така може. Не, Не, да, Значи сега додиме со предлог само до Со предлогот на да Јованче се Јошев. избрише. Односно на Ристо Јошев. се иземе. И да не мислиме сега. Како се? Да, да. најдобро така. Да се земени да документи ќе изгласаме. После кога програма да се очи признава. Сега да се авансира некоја битна некој битен проект. А именно битен проект, да се во догодно време. Ама си взема, ама еве ако фигурираме негде за како депонија мора да фигурира да Нека постои. стои како депонија, постојачка не е. Интегрирана Не е како практички план мора да регионална. има. Актуелно. Да се избрише Много тоа убаво регионално. Регионална е. Можеш брзо останам документи што не фигурира во стратешки. Сега не може да стои па регионална. Не, да се избрише регионално. Стои постојачка и Актуелната е. постојачка. Точка 3. Значи да се избрише само тоа регионално. Да, регионална не избрише, тоа е постојачка. Тук има уште едно место. Много е уред тоа да го направи, не го направи. Што е проблем? Едно време може да видиш што не влезе како е. Тоа е зма, ништо не А они дадат да прават кај што од битно си ништо не. Калата само. Таму е Таму страва. Има регионални депонии, ако се Аз само појавам прават стандарти да се треба да гират, Каде ме не тие обидиме? може право да бъдат, ако се направат. Значи аз имам прилика да видам каква е регионална депонија во Австрија, Они изгледа како оаза. Значи оаза. Не личи оиме, Блатина ќе оиме, кај да наше? Жал, кај да Во Солун. Ајде си шетаме, ќе видиме да. Ајде, одиме понатаму. Ајме, не продолжај. Да, има уште едно има. Образложение го кажувам таму. И уште едно место. На две места има тази пишува за Финска цел Значи само тоа барате да се иземе тоа регионално. Да. А депонија да се стоят. Не, много хубаво пишува. Роспа разполага со локална депонија. Арно, во текот, во планот на 20 плански регион, да се пропише дека комунално се проширува на сите општини на регионална депонија. Значи бараме да се иземе тоа регионална депонија од планот. Тоа пишува. Предлог на Ристо И Јошев. јас сам си го видам. Ајде, шире. Предлог на Ристо Јошев. Во овој локален, како беше интегриран локален развој план за општина Росоман, да се иземе регионална депонија. Сега ќе пишува регионална депонија. Таму кај што пишува Таму во кај текст што пишува. активности за изградба на регионална депонија. Тоа да Има уште се едно место, на две места пишува. Добро, не ќе го најдете така пишува регионална. Кој е за усвојување на предлогот на Ристо Јошев за иземање на овој збор на регионална депонија од интегрираното локално развој? Едногласно. Констатирам дека Советот донесе заклучок со кој овој развојен план треба да претрпи измени, да се иземе во делот Тие збор изземени многу да се избрише. Избрише. Да, они така Сега предлагаат. пишува тама, не така него. Значи да се избрише зборот регионална депонија.
Точно. Заклучок носите сега. Од целата точка да се избрише регион. Кажеш да има регионална депонија, да не постои. После ще дойде на комисија, ќе разгледа. Дужиш дале. Шеста точка. Предлог одлука за кофинансирање на детската градинка за реконструкција и адаптација. Планот ви е даден. Мало појаснување. Мало појаснување на ръководител. Почитувани советници, значи вкупна инвестиција за реконструкција и адаптација на детската градинка е 1.026.000, од кои што од Отворено општество добивме 926.000, 100.000 се наши средства. Така беше и од договорот, сите вишок на средства, они кога аплициравме, одредија буџет, дека може да учествуваат со средства од 19.000, конкретно 19.840 долари. Сите вишок на средства што е и ние врз основа на тоа подпишавме договор. Инвестицијата се заврши, вкупно, значи уште еднаш да повторам, 1.026.000, од кои наши средства са 100.667 и 18.000 ДДВ. Значи, со тоа сакам да ви запознаем дека Општина Росоман за реконструкција и адаптација на детска градинка учествува со 100.000 денари. Заклучува претресот и предлог одлуката за кофинансирање на детската градинка го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека советот едногласно ја усвои предлог одлука. Седма точка, советнички прашања. Почитувани, се со Општина Росоман, поточно Росоман се соочува со два проблеми кои што не се во наша надледност, кои што ние како совет не можеме да го решиме, меѓутоа по пат на посредништво преку градоначалникот да и надлежните министерства од оваа област да видиме, да се потрудиме да го надминеме овој проблем. Се работи за матичната служба во Општина Росоман, која е под надлежност на Министерството за правда, по пензионирањето на вработениот Трајче Силев од Росоман. Услугите кои ги нуди оваа матична служба се ограничени, односно се одвиваат во одредени денови или во одредени сати од денот. Да, отежнати, но по дадени појаснувања од луѓето, тие истакнува дека малте не и воопшто не се доаѓа. Дали е така, дали не, ќе видиме, значи, за тоа ќе во иднина да се подобрат тие услови. И второто е во врска со надлежностите на агенцијата, така беше, за поддршка и развој на индивидуалното земјоделие. По дадени сознанија знаеме дека има вработени лица кои што треба да доаѓаат како поддршна служба во Општина Росоман, но до ден денеска не е случајно тоа. И од тука ќе произлезе и второто прашање до градоначалникот, значи, но проблемите на граѓаните се секојдневно за дадени потреби, дали тоа сега што ќе испадне новата работа во врска со зелената нафта, дали за поднесување на други дадени барања во врска со финансиска помош или во врска со документација за осигурување или во некои други насоки тамо кои што се дел од работата на таа агенција. Првото прашање е до градоначалникот дали ќе превземете дадени дејствија за подобрување на оваа насока и какви се вашите релации со Министерството за правда, односно дали сте запознати со овој проблем
и што би превземале во таа насока, дали ќе исконтактирате и така натаму. И второто, исто така, и со Министерство за земјоделие, и просторните услови, дали се создадени просторни услови во општината овдека да таа испостава подрачна единица функционира овдека. Се со цел да се надминат овие проблеми на граѓаните. Благодарам. Почитувани советници, како што знаете, на ниво на општина Росман порано постоеа две матични оделенија, служби, една во Сирков и една во Росман, меѓутоа со пензионирањето и на двата работника, овие работни места не се потполнени, така да ние сме хендикепирани илиускратени од услугите на матичните служби и нормално се јавува реакција кај граѓаните во врска со недостатокот на една оваква услуга. Во таа смисла можам да кажам дека имаме комуникација со решавањето на овој проблем и се надевам дека многу скоро од Министерство за правда добиена е согласност за потполнување на такво работно место, меѓутоа сега уште во Министерство за финансии да се подпише и верувам дека многу скоро овој проблем со матична служби ќе го решим. Во вториот дел од решавањето на проблемот на земјоделците, односно користење на услуги од Агенција за финансиска поддршка и развој на земјоделие, можам да кажам, еве и вие имате информации дека всушност екзистира овој одделение за Меѓутоа не во Росома. Да, не во Росома, него во просториите на одделението во Кавадарци. Се уште немаме добиено насоки, иначе разговаравме уште минатата година за лоцирање на тие лица кои што се ангажирани во Агенцијата за подрачјето на општина Росоман. И верувам исто така дека и овој проблем многу скоро ќе го решиме. Иако ние веќе една од просториите блага знаеме, се чини дека ја издвоивме за Министерство за труд и социјала, тоа е доле, за ангажман на бара критериуми негде околу 40 квадрати. Таа веќе просторија е спремна и чекаме услугите од Министерство за труд и социјала да се исто така пренесат и тука во Росома, како граѓаните во делот од ранлива категорија на граѓаните би користеле совети и услуги во просториите кои се за нив доле веќе обезбедени. Што се однесува за простории за Министерство, односно за Агенција за финансиска поддршка, ние располагаме тука само со уште една просторија и на крајот на кревите, ако треба и ќе се средиме и со тоа. Само за да можеме услугите на граѓаните да ги доближиме, односно на институциите да ги доближиме до граѓаните. Благодарам. Не е класично прашање, една идеја или сугестија до градоначалникот, затоа што не очекува ребаланс на буџетот во идните седници. Една моја препорака и препорака на група на граѓани, затоа што се реконструира магистралниот пат, магистралниот или локален пат Кавадарци Росома, целосно изгреб, регионален пат, па идеја од граѓаните вика зошто не се продолжи со гребење на главната улица од технички преглед до триаголникот, така што овој ребаланс што би го правиле да ја опфатиме таа главна улица, затоа што оваа улица е една од главниот лик на нашата општина. За Гоце Делчев до овде, до триаголникот. Па ете како идеја, како сугестија, ако го прифатите тоа. Почитувани советници, идејата не е лоша, мислам да се продолжи со реконструкција, меѓутоа тоа нема да се случи, бидејќи
Ова сега што се работи е регионален пат, тоа е под надлежност на ЈПДП, односно јавно предпријатие за државни патишта, додека улицата Гоце Делчев е локална улица. Ама можам да ви кажам дека улицата Гоце Делчев е влезена во, односно има изработено за неја проект и за наредна година, здрави Боже, сме живи здрави, планираме да направиме реконструкција. Имаме ние направено проекти за веќе 2,5 км во општина Росоман. Ми се чини дека знаете, тоа се Стерионик, Несторовски, Никола Карев, Партизанска. Дополнително за уште 3 км ни работат, во овој момент се работи исто така на изработка на планови за улицата Пролетерска. Да, заборави да спомнам и Гоце Делчев, улицата Гоце Делчев. Пролетерска, Цандо Кузманов и Илинденска. Сега, може би пријатска спомнам Илинденска, меѓутоа сега се работи изработка на план со цела инфраструктура како би личело на нешто како што приличи. Да не одиме, мислим, на оној начин како до сега, без организација, без проекти да градим улици, овој пат, бидејќи и критериумите за обезбедување на средства се такви да е потребно да се обезбеди проект. Така да и оваа година всушност што ги правиме улиците се исто така изработени со проекти и ќе се работи согласно проектите. Тоа е улицата Бере Тошев и улицата во Трстеник, за кои се направени проекти и согласно проектите ќе се работи. Да. Од место да не испаѓам на говорницата, прашање од Попот, свештеното лице на што се случи со нашата одлука за проширување на гробните места, тоа е насип на тоа водливо место. Дали ќе се отпочна, оти имало недостатување уште само за 20. Еден трески, еден подребан. Кај се шта? Точно е тоа дека проблемот со гробни места е проблематичен. Знам минатиот, меѓутоа не е така лесно тоа да се реализира, че мора да најдеме начин како и форма како тоа да го направиме. Така. Дали уште некој друг има прашања? Нема ли други прашања? Со ова исцрпен дневниот ред за денешната седница. Затварам седницата и ви се заблагодарувам на присуствието.